Многу дружење, музика, забава и еуфорија со најпознатите македонски музички звезди. Вака помина петото поред издание на манифестацијата Златни денови во Кратово. По неколку години пауза, викендов во Кратово по пети пат се одржа манифестацијата Златни денови. Во две фестивалски вечери присутните уживаа во македонската народна и забавна музика. Од општината Кратово вела дека манифестацијата помина со многу дружење, добра музика, забава и еуфорија со најпознатите македонски музички звезди. Златните денови Кратово прв пат го красеа културниот пејзаж на Кратово во 2014 година. Мило ми е што денеска сте тука на оваа втора фестивалска вечер Златни денови 2023 Кратово. Општина Кратово уште во далечната 2014 година креира една музичка приказна наречена Златни денови со добра музика, добра забава и доста познати естрадни уметници. Од тогаш понаваму поминаа 5 години, значи денеска всушност оваа година го имаме и петото издание, значи чиста петка за Златни денови 2023 година. Единственото мото кој што ни беше уште кога го правевме концептот за Златни денови беше сите патишта водат во Кратово. Кратово е градот на кулите и мостовите, така и оваа година истото лого ни останува, сите патишта на 7 и 8 јули 2023 година водат кон Кратово. Целта беше една, да ги собереме сите кратовчани на едно место. Меѓутоа, не само кратовчани, може да кажеме и сите останати гости од државата кои што знаат што е добра музика, знаат што е македонска песна, знаат што е добра забава, да го искористат тоа, треба да бидат во Кратово. Тоа го докажавме ние вчера на првата фестивалска вечер, каде што ги имавме фолк звездите, и тоа Благица Павловска, Ленче и Горан Кујкич, само да се подсетам, Јордан Митев, Елена Андоновска, Душко Ѓоргиевски, Елена Јовчевска, оркестар Скопски боеми, браќа Нуне и етно состав Меле, кој што направи еден 3 блока со сплет на песни. Меѓутоа, првата фестивалска вечер ги отвори доста познатите наши кратовски тамбураши. Денеска е втората вечер, вечерта на забавниот дел, каде што првиот дел од забавата за да се загрееме ќе ги отворат нашите момци, кратовската рок група Defenders, потоа настапува Ламбел Баковски, Нокаут, па доаѓаат Next Time и на крај Super Six. Меѓутоа, вечерта не завршува туку во до раните утрински часови ќе го имаме познатиот DJ Fox. Општина Кратово пред некој период на последната седница на Совет на Општина Кратово донесе одлука за продолжување на работното време, така да од вообичаеното до 1 час на полнок, ние веќе забавата не останува до уште плюс 2 часа, значи до 3 часа од полнок. Со оглед на тоа дека веќе имаме завршено првата фестивалска вечер која што беше вчера, како локалната самоуправа е задоволна од она што имаше можност да се види вчера? Дали секако што и планиравте како организатори го реализиравте вчера на првата фестивалска вечер? Секако, да, имаше доста посетители, доста луѓе се гледаше дека тоа се и од страна, од другите градови од Кратово, имаше доста забава, весело беше, фотографиите кажуваат тоа, видеото кажува тоа, така да и сето тоа што го докажавме вчера, денес ќе го дуплираме. Пред малку на видео бимот, односно и веќе се уште оди во позадина, Златните денови, кога овде на сцената го имавме Бајага. Се подсетуваме, ова беше, мислам дека 2016 година, да. Ова приказна почна 2014. 2014, траеше 4 години, имавме 5 години, за жал, малку пауза и еве сега после 5 години ја правиме чистата петка, петото издание, со наречена македонска приказна, со македонски естрадни уметници, со македонска песна и да уживаме уште оваа вечер во Златните денови 2023 Кратово. На Златните денови во Кратово викендов присуствуваа голем број на фанови на македонските музички звезди. Еве, како сте задоволни од Златните денови овде во Кратово? Искрено многу сум задоволна, многу сум возбудена за вечерашната програма, многу ги сакам Нокаут, Супер Хикс и останатите изведители. Сте од Кратово или? Не, јас сум од Пилеп, татко ми од Кратово, па така се поврзеа да ги посетиме и баба ми, дедо ми и така. Како ви се допаѓаат Златните денови овде? Добро, фино или? Од Кратово сте? Да. Вчера бевте на првата фестивалска вечер. Кој најповеќе ви се допадна? Најубаво, вчера. Кој највеќе ви се допадна од пејачите? Сите. Инаку подготвуваме репортажа од петите поред Златни денови, која ќе емитуваме на програмата на телевизија Протел, а за терминот на емитување ќе бидете дополнително информирани.